Добро утро на сите. Вака сум некако на средина. Ево вака. Застанете во стоечка позиција. Ставете ги стапалата доле на полото, почувствувајте ги целосно, буквално како да се дел од вас. Со вдишување двете раце од високо горе, ги преплетувате прстите и убаво се истегате. Утрински се истегаме, па одиме со издишување. Кон десно, остани така неколку мига, врати се во центарот, тегни нагоре, па одиме од спротивната страна. Убаво, истегни се горе. Сега подигни се на прсти, направи неколку пати, удари со петата на подот. Да се издренирам од сабајле. Одлично, пушти ги рацете, пушти го телото, вниманието стави го малку на вратот, па ќе направиме неколку ротации со вратот. Знаете, додека ротирате со вратот, создадете го чувството како да дишите преку кожата на вратот, оној дел кој што се затега додека тече ротацијата. Одиме од другата страна. Кликате малку нозете и ставите дланките во стопаници, малку ќе се енергизираме со бастрика, динамичната верзија. Колената се подкликнати, со вдишување горе вдишуваме, со издишување, нели преку нозу, диши, издиши силно. Силно преку нос, силно издишуваш, силно вдишуваш. Направиш 3 пати и спусти ги рацете. Океј, олабави малку, осети како влегува во тебе кислородот и како се раздвижуваш, расолнуваш, разбудуваш од внатре. Потоа одиме со истиот ритам, нели подклекнати нозе, но во ритам. Малку со побрзо темпо се вдишува и издишува сега. Океј. Инвертирање. Пуштање. Океј. И сега одиме со двете раце, брзо, интензивно, како да пумпаме нешто, мивачки коктейл се викам на бразилското, брзото пумпање, и каде што целото тело и стомагот се вклучува. Остани така, ќе направиме уште еднаш, брзо, динамично, дишување и издишување, држејќи го ритамот. Одиме пак. На крај издишуваш, вдишуваш и правиш контракција на телото. Тоа треба да ви биде редовна навика, бидејќи од кога ќе вдишуваме и издишуваме нели интензивно и го полниме со кислород телото и умот, кога ќе вдишаме повторно воздух, правиме акумулација на целата пранична енергија која што сме собрале и ја складираме во нашиот манипур чакра, во нашата батерија,
каде што се наоѓа виталноста и жилбата за животот и жилбата да се помогнеме на себе и да се сакаме себе си. Отпушти сега. Сега расшири ги нозете силно. Двете раце ги отпуштаме во линија со рамењата. Десната нога гледа кон десно. Погледот е кон десната нога. Тврди ја десната дланка нагоре и левата дланка надоле. И треба да клекнеш на десното колено, со тоа што коленото и стапалото треба да ти се во иста линија. Или коленото го буткаш странично, за да можеш и палецот на твојата нога доле да го видиш, позиција на воин. И додека вака седиш, погледни на твојата дланка, денеска, на денешниот ден. И размисли што е тоа што ти на овој ден можеш да му го понудиш, да му го дадеш од себе. Бидејќи знаете, секогаш треба да правиме малку повеќе од она што сме мислела, за да ги надминеме нашите лични капацитети. Добро, па потоа полека се спуштаме со подлактицата на нашето колено, под неа левата нога што е можно подалеку од тебе, за да може колку од надоле да оди. Лева рака над твојата глава и не се врти надоле, туку треба да бидеш поставено така, за да можеш да погледнеш нагоре кон небото. Остани така и стигни се убаво. Сега се подигаме горе. Тие што сме свртени, нели, кон десно, со нозете намести се соодветно. Левата рака ставија на левото бедро. Десната рака оди над тебе, погледнуваш и гледаш нагоре, се извиткуваш колку ти дозволува телото. Одлично. И сега целосно изротирај кон десно. Значи, подош стапалата сврти целосно кон десно, како да гледаш кон десно. Подигни ја левата нога на прсти. Така, десната е позиционирана на ист начин, коленото и стапалото се доле. И сега целосно подигни ги двете раце високо горе, до својот максимум и остани така. Погледни и нагоре и дополнително истегнување може да направиш ако ги ставиш дланките во позиција на молитва, ги преплетиш прстите, показалците покажуваат кон небото, погледни и ти нагоре, уште повеќе се истегнуваме. Спушти и петата на левата нога доле. Отпуштаме телото. Ја менуваме страната, сега ротираме кон лево. Десната нога е 40 степени, левата е 90 степени, позиција на воин, шири ги рацете и остани. Лева подлактица на лево колено. Намести се убаво, за да убаво се истегнеш. Сега десната страна на телото се стегнува. Врати се назад. Десна рака на десно бедро, левата рака над тебе, позади тебе. Убаво, убаво. Сега целосно ротираме кон лево, двете стапала свртени кон лево, со тоа што на почеток десното стапало, ова што е позади е малку подигнато. Двете раце високо, високо горе.
појди дланките, прстите, пушти ја петата дополнително доле, за да уште повеќе ти стегне задната ложа. Одлично, спусти ги рацете, отвори го телото, кон напред, рашири ги двете раце, силно, ножете се доле отворени и сега ќе се обидеме со десната рака, одиме кон левото стапало, ја проплекнуваме коленото и ќе направиме наизменично. Лева рака, десно стапало, десна рака, лево стапало, наизменично направи. Двете раце одиме доле, и фатете ги, двете дланки ги допираат стапалата на двете нозе, главата е отпуштена, тулзото е отпуштено, тенденцијата е да дзирнеме позади нашите нозе кон плафонот, кон небото. Остани така. Потоа спушти ги под лактиците на подот. Значи нозете остануваат широко раширени. Под лактиците се на подот, рацете преплети ги на начин на кој што темето на главата ќе го ставиш на земјата, на подот, дланките ја држат главата, не ти избега, подставениците се, под лактиците се на подот, нозете се раширени, тежината практично ти е на под лактиците, темето на главата допира на подот и остани така малку, да се поврзиме клинскиот центар, центарот кој што е поврзан со небото, со земјата, преку овој допир, да создадеме тој баланс. Океј. Потоа, само спушти ги нозете доле, колената. Седнете во позиција на диамант, без брзање, без да се главата да ви се вознемери или да ви се сврти. Еднаш длабоко вдишуваме, бавно издишуваме и потоа ќе се пуспреш, лева рака иде на подот, десната нога ја отвараме кон десно, десна рака, по диагонала се истегнуваме, но сега ќе експериментираме, одиме напред да ги осетиме плешките, одиме назад, го погледнуваме небото, се истегнуваме и ги чувствуваме плешките како во тој процес се активни. Океј, одиме од другата страна, десна рака на под, левата нога и левата рака. Малку динамично направи го ова истегнување. Одлично. Дојди во позиција на мачка. Ова позиција на мачка е една од најдобрите за ребетниот столб, но сега ќе додадеме и ротација на целото толзо и крлицата, со тоа што грбот оди нагоре и надоле ритмично, истегнувајќи го и зголемувајќи еластичноста на ребетниот столб, ослободувајќи ги нервите. Силно бутни нагоре, па потоа одиме глава и задник нагоре. Класична мачка со истегнување на плешките, вовлекување на крлицата надоле. Одлично. Подигни ги прстите. Со задникот одиме кон петите, кон прстите, убаво истегни ги рацете, усети го целиот ребетен столб како се истегнува, челото нека дојде до подот, остани во оваа позиција.
Остави ги лактите на подот, спои ги дланките и над твојата глава, некаде во линија со твојот врат стави ги. Прстите покажуваат кон задникот, кон грбот. И истата позиција, подпрена си на лакти, телото е на подот. Само дланките се споени и се над во прилот на грбот, некаде на горниот дел на грбот поставени. Потоа легни на земја, на стомак. Положи ја десната рака напред, а со левата дланка, пошто сте свртена вака кон вас, пати го левото стапало. И сега левото стапало бутка кон напред. Се подига горниот дел на телото, се помагате со раката, сте исправена да се подигнете уште повеќе. Одлично, одиме и од другата страна. Полулак. Дошло ова. Доаѓаме во седечка позиција. Ги затвараме очите. Вниманието го ставаме на нашето дишење. Еднаш длабоко вдишуваме, бавно издишуваме и го отпуштаме целото тело. Вдиши преку нос, издиши преку уста ако имаш потреба. И помени како рентген из целото твое тело, отпуштајќи го, енергизирајќи го. На менталниот екран пред тебе, визуализирајте себе си како стоиш и позади тебе види ги од левата страна како стои твојата мајка, од десната страна како стои твојот татко и замисли како со нивните раце те држат на твоето рамо, на твојот грб. И додека ти ја гледаш пред себе, го гледаш пред себе својот живот, својот пат, почувствуваш нивното присуство, нивната поддршка и сила. Знаете, во нашите родители нема само оние негативни чувства со кои што сме се поврзале, туку има и големи ресурси кои што ги имаат, кои што можат сега во овој момент да ги почувствувате дека ви ги даваат, додека вие гледате на вашиот пат. Со вдишување прими ги ресурсите од твоите родители, од нивните родители, од генерациите претходно. Толку многу луѓе се родила за да ти дојдеш сега тука и овде. И додека вдишуваш, ја чувствуваш позади себе силата на твојот род, силата на твоите предци, нивните ресурси. Сега во овој благослов тие ти ги даваат нивните ресурси. И додека гледаш кон својот живот, кон својот пат, направи еден чекор и оддалечи се од нив, задржувајќи го чувството за ресурсите и силата што имаш добиено. Потоа полека врати се на дишењето. Полека може да се вратиме на сега и овде и да влеземе во овој прекрасен ден со ресурсите што ги добивме од нашите предци, од нашите родители
бидејќи не добиваме само трауми и само несреќи од нив. Ги добиваме и ресурсите, но тие поредко, послабо ги гледаме. Денеска, насочи го вниманието на тоа. Убав ден и се гледаме утре.